За сите оние кои не знаат, а верувам дека ги има во бројка што на прсти се брои. 8 март е денот за сите мајки, сопруги, тетки, баби и сите оние кои што се чувствуваат како жена. Денес е денот кога жените на вистина владеат со светот. Првиот ден на жената е обележан на 28 февруари 1909 во САД и од тука започнало се. А зошто тогаш денот на жената ние го славиме на 8 март? Епа по иницијатива на Александар Колонтај, кој по победата на болшевиците во Русија решил да го официализира 8 март како денот на жената, датум на кој дотога жените се организирале на мировни собори. Благодарение на Колонтај и ние жените си добивме ден за празнување. Затоа на овој ден разговаравме со министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска, која е олицетворение на успешна жена во Македонија. Ја прашавме како таа се снаоѓа во тој машки свет со оглед на природата на незината професија. Во секоја област мене ми е драго што жените имаат веќе значајни функции, што се наоѓаат на значајни функции, што се борат за такви функции. Јас ќе кажам, знаете, како ќе се поставите, така и ќе се одвиваат работите. Тоа исто е и во кругот на семејството, исто и во текот на сите оние работни обврски, но мислам дека веќе жената завзима значајни места, завзимаат значајни функции и треба што повеќе, нели, во таа насока. Празникот е за сите жени, така да им го честитам 8 март, се разбира. Добро е секој во тој однос спрема жената да зборувам, значи мажите спрема жените, нели, да дадат едно внимание, тоа не треба да го прават само за тој празник, туку континуирано и така натака, бидејќи сепак ќе кажам жената има многу значајна функција и секаде во светот одиграла една значајна улога во општественото живење. Иако во минатото тој се сметал за ден на борбата за еднаков општествен статус со мажот. Денес кога жените се рамо до рамо со машкиот пол, ова е ден кога таа наместо права добива цвет, подарок, топла прегратка и убав збор. Мажи, некогаш жените се бореле за статус во општеството. Денес не се борат за материјални подароци, туку за статус во вашето срце. Затоа, да не звучи како клише, ама почитувајте ги секој ден, а не само денес.